Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. После кратка пауза продолжуваме во живо и продолжуваме со редовните емисии. Септември, прв училишен ден, многу радост, врева, децата идат во училиште и тоа би било нормална работа да не сме во едно абнормално време. Но имаме доволно време во емисиите и оние што ќе следат да се занимаваме со дневните актуелности и со здравствените актуелности кои веќе 2 години ни се жива ноќна мора. Драги мои пријатели и пријателки, вечерва имам особена чест и задоволство да првиот дел од емисијата го посветам на филмот и филмската уметност и неколку минути подоцна ќе имаме премиера на еден краток и игран филм. Нема да се фолирам многу и така натаму, ми е мощно драго што се работи за мојот син и неговиот специјалистички труд кој лани го сними и кој вчера доживеа премиера во кинотека на Македонија. Поради тоа сега можеме, што се вика, забраната е симната, да го презентираме пред широката јавност. И сега би сакал малце околу оваа тема јас да проговорам, но верувајте колку и да сум се наметнувал и сум го проучувал филмскиот јазик и така натаму, овие теми на жанровски каде што темите обработување семејни односи, љубов, брак и така натаму, или се направени во тешки драми, или се направени во едни серии овие бесконечни кои ги гледаме. Но овој краток филм е нешто малку поинако. Ја малку тешко се снаоѓам во овие води, бидејќи обично сакам нешто све тоа да е спектакуларно интергалактички. И затоа вечерва се обратив на една гостинка која ни беше скоро, инаку професор на Универзитетот Јустинијана Прима, Европа Прима, пардон, вие подобро го знаете како Есра, Мимоза Раел. Со неја имавме едно прекрасно, фантастично интервју овдека во емисијата и мислам дека на најдобар начин може да ја дефинира и да даде вовед пред премиерно да ви го пуштиме овој филм. Ја замолив господја Раел да за едно телефонско јавување и мислам дека во моментов ја имаме на линија. Мимоза, добро вечер. Здраво, Јанко. Здраво. Како сте? Благодарам, добро. Како сте вие? Малце ме фативте на припад, искрено да кажам. Ама кога се работи за таков талентиран мој студент и на Јани Бојаджи, не смее да се одбие тоа. Мора да се каже нешто и најубаво. Мимоза, ова е тема која многу лесно задира во патос, задира во стереотипи, и јас малку искрено, колку и да како родител, еве да не се лажеме, Максим ми е син, но колку и да како родител ја не знам вакви теми дали воопшто можат да допрат до јавноста во една позитивен манир, во смисол како филмски говор, филмски јазик и филмска естетика. Ти добро го знаеш филмов, те молам, едно твое согледување ќе бидеш пореална од што јас било што да кажам. Добро, макар што да не е обратно. Јас имам пристрасност кон Максим. Максим е преталентиран режисер и тоа веќе го покажува. Замислете, прв филм веќе има премиера на фестивал и тоа не е мала работа. И знам дека сега актерите кои се мои, некои биле мои студенти, некои не, го слушаат ова. И знаете, кога зборуваме воопшто за филмот, и ние тоа на предавањата го збориме, тргнуваме од една мисла на Бергман кој вели дека уметничкото дело, филмот како уметничко дело, никогаш не сме да му се обреќа на рационалното, на логичкото и појавното, туку на подсвесното, на скриенето, на една наша длабока тајна која чезне да излезе во светот, но не може, и дека тоа е добар филм. Како седма уметност, сите знаеме, а тоа е филмот, најде на големи потешкоти околу нејзиното прифаќање.
Значи, ова е уметност, една која зеде кај себе сите останати уметности, ова го зборувам со цел да се свати колкава е комплексноста на самата улога на режисерот во филмската уметност. И, значи, една комплексна уметност на чијат луки се сретнат целосно, да облежувајќи се, љубејќи се сите останати уметности, а тоа е фотографијата, сликарството, сценските движења, музиката, актерската игра пред камера, танц, балет, говор, мимика и се разбира трагичниот јунак кој го наоѓаме во театарската уметност и нејзиниот најважен дел, а тоа е фабулата. Значи, сите овие елементи го чинат филмот и по сите овие елементи ние го оценуваме вредностното естетско доживување на самиот филм. Во филмот ја наоѓаме и драмата и поезијата, кои истовремено мора да бидат импресивни и стварни. Значи, внимавајте, за добар филм секогаш ние имаме двослојност, едно она што навистина се случува и она што го трансцендентира, значи она што е во метафизичката стварност. И сега да филмот се вели дали сме за стварно. За кое стварно станува збор? Дали е стварно, значи тука има еден длабок етичко-естетички контекст, дали е стварно ние да живееме по лажен, мейнстрим, локален морал, или е стварно ние да ја живееме вистинската љубов? Значи, сакам да следен збор да кажам дека кога зборуваме за филмот, се работи за една многу комплексна задача пред која стои режисерот. Знаеме дека во времето кога филмот се појави беше доста потценуван, тој обично се нарекуваше панаѓурска забава, критичарите своевремено тврдеа дека со појавата на филмот и се нанесе смртен удар на класичната уметност и филмот го означи крајот на така наречените ренесансни убави уметности, односно тоа беа сликарството и поезијата. Во филмската уметност морам да ја потенцирам многу тешката задача на авторот, во случајот на Максим. За да се добие вредносен филм, тој мора да се обрати на подсвесното, како што ни вели Бергман, на оние најдлабоки животни стравови и јанци кои ја мачат нашата душа. И самата улога на филмската уметност во таа смисла мора да е катартичка, таа мора да исплива од највнатрешното на човекот и таму филмот да ни се обрати. Знаете. Максим, како еден веш млад режисер, го реафирмира предизвикот на младиот човек кој живее во еден затворен круг на земскиот лажен морал. Тој не потсети дека во секој однос, во секоја релација, ние мора да ја бараме суштината. Јас сега зборувам како да сме го гледале филмот, меѓутоа после ова ќе се гледа филмот, ако не се лажам. Така, Јанко? Да. Значи, ја бараме суштината, а не надворешната форма. Во таа највнатрешна смисла е љубовта како патокас и како вечна светлина, затоа што љубовта не робува на земското и подземно. Таа не може да живее по правилата и формите, клишејата, туку единствено во широчините на слободата. Значи, филмот ни дава еден длабок етички контекст кој што ни укажува на слободата. Значи, каде е слободата на младиот човек? Пазите, од една страна имаме еден западен морал кој што ни вели ти мора да бидеш самиот слободен, затоа што како сами слободни, ние сме добри конзументи, купуваме повеќе, одиме во трговски центри, во молови и ја компензираме потребата на љубов, стануваме добри пациенти, па купуваме лекови. Од друга страна имаме локален мейнстрим кој што не држи во една хоризонтала, значи ние мора да се родиме, да одиме на училиште, на работа, да се омажиме, ожениме, но каде е тука љубовта? Тука е целата комплексност на фабулата. Мимоза, извини само малку да те прекинам. Вака, добиваме гледачите сега ќе очекуваат некое камерно дело, сепак неговиот израз е многу непосреден и комичен, жанровска. Ова е забавна нот. Може ли таков жанр каде што треба да предизвика смеа реакција, такво нешто да носи такви вредности?
ако подлабоко малце загребеме, ја тресе целата трагика на времето во кое што живееме. Пазите, ние имаме значи се уште семејства кои што на своите ќерки велат оди да се мажиш, имаш 25 години или оди си од дома. Не можам да ви опишам, јас со млади луѓе многу се дружам заради природата на мојата професија. Меѓутоа, тоа е локалниот мејнстрим, 30 години, тоа е веќе паника. Тетки, стрини, баби зборуваат, това е проблем. Значи, ние се уште сме во 19 век. Но од друга страна имаме и расуло на бракот, па младите луѓе не стапуваат во брак, одбегнуваат, се друго ги интересира, освен да преземат одговорност за суштинските вредности. Ние мора да станеме комплетни личности. Значи, идеалот дека двете половини на јаболкото треба да се спојат е стара вест. Ние треба да бидеме цели и како цели да се обратиме на друга целина. Значи, ние и во минатата емисија зборувавме за дефиницијата на безусловната љубов. Значи, што е безусловна љубов со еден жаргон, еве кажано, јас тебе ќе те сакам, без разлика што ти да направиш. А филмот ни го покажува токму спротивното. Значи, ние имаме условна љубов. Јас тебе те сакам, ако со тебе запливам во брачни води. Значи, машките ликови во филмот воопшто не се негативци. Јас тоа неколку пати го имам кажано кога се дискутираше и на универзитетот за филмот. Значи, тие го следат својот сон без разлика, сега не навлегуваме, тоа е нивниот пат. Едниот сака да стане поет, писател, универзитетски провод, другиот адвокат, меѓутоа тоа е нивниот пат. Па, внимавајте, тука жената, афирмирана или не, по секоја цена сака таа некоја лажна љубов да ја круниса со брак. И тука веќе имаме стеснет морален кодекс. Символиката на чистиот зид и Богородица ни вели само безусловна љубов. Тоа значи, јас тебе ќе те сакам без разлика што ти да направиш. Нормално, ако ти влегуваш во мојата реалност, тука ме реметиш, ќе кажам, сори, ние не можеме да бидеме заедно, некоја сме можеле, сега не. Меѓутоа, безусловната љубов и суштината, значи, во филмот ни се дава таа највнатрешна смисла дека е љубовта како патокас, како една вечна светлина. Затоа што љубовта не робува на земското и подземското. Таа не може да живее по правилата и формите. Илковски не подсети дека да се запрашаме на кои етички вредности ние го темелиме нашиот однос на љубовта, дали по тесниот земски морал, или еднаш ќе се вратиме на разумот и ќе се поклониме на она најисконското, најсветото и најмокното во нас, а тоа е животот во својата најфина варијанта, а тоа е слободата и убавината на љубовта. Не е важно, сака да ни каже Илковски, не излезете од синџирите на еден, ние сме во една кутија, знаете, кутија, како живеел дедо, прадедо, мора и ние. Значи, ние имаме хоризонтала, работа, брак, пензија, смрт. Готово. Младиот човек стана свесен, тоа е ново ниво на свесноста, дека одиме по вертикала, одиме по патот на Бога, на тој пат ние можеме да стигнеме само со љубовта. Не индивидуалната, човекот не е осамено, но човекот толку е потензија, поготово на нашиот простор, во Македонија, веќе во Србија, толку е дали таа граница ќе ја помине, лимитот, затоа што средината кај нас ве отфрла. Вие, моментот кога вие ќе ја преминете одредена граница и не влегувате во брачни, вие сте мртов човек. Ја мислам сега и добро време да го пуштиме филмот вака. Добро. Воведов ваш скоро исто колку и филмот што трае, па да бидеме фер, нели? Пола од времето. Ја ви благодарам, господјо Рајал, за воведниот збор. Знам дека ги знаете, тоа се ваши студенти, влијаете врз нив и
Ви благодарам, се надевам дека ова ќе го паметат и ќе им добро дојде. Работа да кажам, баш за да би студентите, да сватат дека филмот е молитва. Дека тоа е една трансцендентална уметност која не ги вади на површина сите наши психолошки емпириски чинители, туку мора филмот да е инспирација за нешто поголемо од нас во кои ние се уште не сме свесни, а допрва со сигурност доаѓа. Филмот кој во себе носи како еве Максим што ни дава една интензивна естетска доживеалица и ни се обраќа нам и ни вели не може веќе вака. Мора да ја живееме љубовта, се обраќа на свесноста, на еден длабок човечки архетип, а тоа обраќање има за цел да го поттикне тој да се предаде на светлината, на убавината и уметноста и од таа перспектива да го живее животот. Ви благодарам и јас ќе го гледам со вас филмот. Знам дека сте го гледале во рамките на факултетот. Ви благодарам уште еднаш, лека ноќ и пријатно. Пред да го пуштиме филмот, должно сте и фер сега кога ја правиме и добивме таа чест да го пуштиме, да ги спомнеме сите учесници на филмот, еве и објавата на режисерот официјалната. Филмот се вика "Кажи ми дека сме за стварно". Тоа е краток филм, 14-15 минути трае. Е краток игран филм за мојата специјализација по филмска и ТВ режија на Интернационалниот универзитет Европа Прима. Пред одна година беше објавен трейлер и пратен филмот по фестивали. Вечерва официјална премиера при отвореното кино Мирно лето, Кинотека Македонија. Ви благодарам на сите кои бевте дел од проектот. Јас сум презадоволен. Улогите ги толкува Надица Петрова, Кристина Гиева, Давид Илич, Филип Миленковски, секако го спомнуваме и менторот на режисерот, тоа е Јани Бојаджи. Техничкиот тим беше Марио Блажевски и Дарко Рајчин, а бидејќи реално ја и сопругата, овој филм е правен без буџет, единствено што одвоивме јас и сопругата некакви минимални средства колку да може нешто, им благодариме тука Пивара Скопје даде нели за кетеринг заедно со Дежаву и така. Толку ете како еден вовет е, сега режија, повелете, пуштите го филмот, премиерно, филмот Are We For Real, дали сме за стварно. Ти викам, вечерва ако не влезем во галопирачка врска, се откажувам. Да. Така сестро, види ги само Ана и Сашо до кај се. А ти? До кај си со Тони? Го сакам. Иако некогаш знаел так да ми извади со неговите нереалистични идеи, но сепак под сето тоа јас гледам еден навистина семеен човек. Да. А и јас сакам со нешто да се пофалам кај Сашо и Ана. Ти гледај среди си со Марин, ако успееш да го симнеш од звездите. Се сеќаваш ли на муабетите од средно? Како ќе имаме совршени венчавки и како тичињата ќе ни растат заедно? Ке бидат пресладки. Ајде, ке задоцим, ајде. Шампионе, браво! Батенан! Што бе браво бе, нели на други ме рече да пишам? Не бе, брат, ти кажат да пишеш кет, што ти двојка имаш. Ајде. Ао, извини. Опа, нема пиво, трето, машала. Да не пиво, ајде. Лукасен, он je u prošloj sezoni onako igrao promenljivo, jedno vreme je bio starter, a onda to je bilo glavno prvo prve sezone, a onda je odlučio a pritom nije jasno bilo zbog čega. Планирате нешто да оставите сутре или денес пиете и за нас, а?
Како не, како не. Топу, добра лопта, чека. О, многу да не ни дојде. Добро да поише за нас. Е топла. Живели. Морете си имаме ние за нас. Чо? Што знае фудбол, ништо. Лука се. Да. Значи имајте предвид дека до 8... Чекај, го! Да бе, да, кај Сашо на Мекици, добро. Да. Све од ниве негови таму. Како ме натеравте, не знам. Пипчето мора да го видите, морате да го видите пипчето. Иди го препој, човече! Пипчето, само пипчето, видете го. Времето го Ајде, ово е. Ајде, пети по супер ќе виде на Мекици. Ајде, кога не се облека у кошула, Дај бе, остај ме. И малку да излезеш од Малово. Што бе, работа? Леле, ја кидам малку до тераса да земам воздух. Ќе додам и јас. Ајде. Тоа е било главно у првом делу сезоне, а onda je u drugom delu šampionata uglavnom utakmice gledao sa klupe za rezerve. A pritom nije jasno bilo zbog čega je naglo izgubio poverenje sa Kauterena i kompaniji. Ја ти викам, не иде со право. Tomu, dobra lopta, Ај, башка, знаеш, сам си ја поправам колата, ако не ми иде Sanko, со адвокатура, веќе си станам механичар. i on je u prošloj sezoni Веќе виж после кој не излегал од мало. u jedno vreme bio starter, a onda to je bilo uglavnom u prvom delu sezone. Кога ќе успееш, ме гледаш и мене во сликата, или? Може ќе ме носиш на некој убаво место, а? Како не веруваче? Klupe za rezerve. А видам комбинации за 6 месеци милиони може да направи. Nije jasno bilo Флорида на јахта ќе те носам. izgubio poverenje sa Kauterena i kompaniji. Мислиш ли дека се тоа така функционира? Се човек као мене, видам врски луѓе. Ќе најдеш некој, ќе подвиткаш некој правило. Знаеш како да ти работи. Има ли нешто што ти не можеш да направиш, а? Чекај. Нема шо не можам бе. Рели воза. Бордан. Гитара не ја распирам. Лов, риболов да не правиме моја бе. Како ден сам појма немаш. Чек што више мислам дека можам и рана сам да се сушиам. Рече, знаеш да танцуваш, а? Аха. Ајде да видиме колку си добар. Абе, утакмицава. Секогаш ги снимаш, ајде. Ајде, добре. Преми се да бидеш одушевена. Сакам вака кога е топло, пусто. Не те подсеќа малку на... Лудиот Макс, да. 3 пати ме тераше да го гледам. И коментарите од режисерот, од клаперот, од монтажерот, избришаните сцени и се. Марин, Да. како се гледаш тебе си во иднина? Јас се мислам дали сакам да сум професор на филолошки факултет или сакам да пишувам романи, ослободен од стегите на рутинскиот живот. Тоа е убаво, ама мисле, дали се гледаш себе си како семеен човек? Дали може би сакаш да имаш некоја личност покрај тебе што ќе биде секогаш тука? Ја имам таа личност. Но не верувам дека Тони би можел да ми донесе семејство. А добро, и за да се случи такво нешто, прво треба да ја најдам таа вистинската. Ама, А има и секакви можности, околности, логистики, фактори на проблеми, на кредити, на... имам чувство дека со таа ќе биде во ред. Треба да се има љубов, разбирање, убавина. Треба да се има... Има. Треба да го има ова. Треба да има разбирање исто како што имам разбирање со тебе.
Ке ти слегна. Слушаш? Чекай, да видим што е работа. Ајде, играјте кола е 99. Се изморив. За 20 минути треба да излезем. Не знам ни дали ми се оди веќе. Убаво ми е вака со тебе. Нели е тоа сонот? Да? Ми текна. Професор на филолошки факултет, а во слободно време пишувам романи. Марин. Не знам зашто мислам дека треба да се ориентирам само на една работа. Да, е тоа еден од соништата. За мене моментално единствен сон е сон. Запиши. Запишувам. Дај бе да си го облечам дресот, не можам више кошулава. Ајде бе, издржи, видиш да си бабака, ајде. Риба. Оставе. Риба? Реклама бе некоја за трски. Да. Мачуров му се јаде риба, изгледа многу голема јалка. За трски, за риба. Може да видам. Зошто? Се разбирам од трски. Сега само да намалам светло, многу е силно. Која е таа? О? Кажи ми која е таа, не сум од вчера. Па, да слушаш што ми зборил. Рибарот и трската. Значи типично. Кога ќе се усериозиш, само не ми е јасно. Јас да сум сериозен? Да, ти. Абе, јас сум најсериозниот човек што го познаваш. Како не си, тогаш дај ми да видам. Што да видиш? Ти кажав реклама е, стигна нотификација реклама. Дај ми го телефонот да видам. Зашто да ти го Сакам да видиш. Што сакаш? Зашто? Па, имаш ли нешто да кажеш на темава? Имаш да видиш, пројде. Пошто ми изгледа дека цела вечер ќе се збори за тоа. Ја ти барам Не се разбирам многу од трски. Не се разбирам ни од врски. Само знам дека треба да се ужива во младост. Ај добро, академските цели секогаш се на прво место. Добро бе, добро сум се допишувал и човек треба да чува отворени можности. Значи, кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш? Еј, доктор, кај вон, ти најде да ми избориш за фокусирање, а? Рибка на дома што ја чуваше, ти умреш што забори да ја наканиш. Сестра ми ја чуваше рибката и ти го знаеш тоа. Изгори. Значи, полагав анатомија на срце и знаеш што? Кога сме веќе кај тоа, ти си опериран. Ќе ми спасувала живот и туф. До кај ќе стигнеш без со таа твоја хуманост? Например, секаде? И каква врска има една рибка со 30 годишен маж што сака да си чува отворени можности, а? На што личи ова ја? Например, кажи ми на што личи ова, на што личи ова, а? Опериран сум, знаеш. Опериран сум, да, ама тоа ти што ми го бараш? Не само барам еден маж, не се плаши да облече кошула. Вака ми е удобно бе, не можам да ги трпам тие твои кошули. Барам тебе да ти проверувам мобилен, да гледам што ти стигаш. Академскиот граѓанин Сакам да проверам, не ми интересира. почна да размислува за семејство, за фамилија. Не, ми веруваш ли? Тоа да, само се плаши да не избрзаме. Реклама беше за... Никој никада не те брза. Само сакам да знам дали нашата врска ти значи нешто. Нашата? Нашата ми значи, да. Ми значи, потполно ми значи. Мислам, целосно веројатно ми значи. Мислам, добро, ти се стопаѓа Интерстелар, мора да ми значи.
Не сакам да проверам, не ме интересира. Не ме интересира, неќам ништо да проверам. Значи не, ми веруваш? Не можам да те гледам веќе. Не можам да гледам како си го фрлаш животот во вода со едни глупави ливчиња и алкохол. Можам да ти го слушам гласот, бе, знаеш колку иритира? На скала на иритирачки звуци, прво иде алармот у понеделник са бајле, па после глупине музики од станица 26, па концерти на Желјко, на Мељко, па не знам си што, и на крај на врвот си ти. Па не се скире бе, батка. Повеќе нема ништо да слушнеш, повеќе нема да ме видиш. Сега ќе си одам и веќе ништо нема да слушнеш, добро? Гледаш, веќе си одам и повеќе нема да ме гледаш. Повеќе никогаш нема да ме видиш, ајде кате. Чекај, мистер, заедно ќе одиме. Ајде ви ти кажам јас попред колку се они сериозни за заедно. Ма чашите да ги изимам. Чао! Знаеш што? Но. Мислам дека на Кати се свидим. Ајде, беге, не ли гледаш дека сака да те мажи? Сака да ме мажи. Да ме мажи. Брат, не ли гледаш им цикнало тоа пиперчето у глава? Бе, добро им цикнало пиперчето у глава. Добро, мислев ки идеме кај Сашо на Мекици, ке си поседиме, ке си поправиме муа, бе. Сашо. Ти идеме, ќе се поселиме, супер, да. Ти идеме, ќе се забавуваме со нив, па ајде до година свадба. Нормална ли е, брат, бе, 31 година на сака свадба да правиме, бе, ќе се женам ја на 31. Немај гели, ќе се чуеме со Сашо, ќе се договориме, ќе се видиме. Не идеме сед, они ќе бидат таму. Паметно, да. Ај, дај джуйстиците, пуштај Fortnite. Ала, Машко! Еве ти, слушај. Ми се свиѓаш, ти мене многу ми се свиѓаш, ти мене многу ми се свиѓаш, у браун джакет и блу джинс ми сврте муабет за времето на ти мене многу ми се свиѓаш, ти мене многу ми се свиѓаш, ти мене